Левата страна од телото на Љупчо Ѓорѓевски му е парализирана откако пред години и пол овој 56 годишен жител од Тетовско Јанчиште доби мозочен удар. Ѓорѓевски има проблеми со срцето, неколку пати опериран, а се соочува и со епилептични напади. И покрај ваквите диагнози, Фондот за пензијско и инвалидско осигурување го одбива Ѓорѓевски, кој со целосна медицинска документација за неговата здравствена состојба побарал да му се овозможи право на користење на инвалидска пензија. На ваквата одлука поднел жалба до второстепената комисија, но и оттаму бил одбиен. И двете институции сметаат дека Ѓорѓевски, кој по професија е бравар, е способен за работа. За добивање на инвалидска пензија и таму бев одбиен. Ми викаа дека сум способен, а ја не сум никако способен. Не сум ни за себе способен, а не за да идем на работа. Ако они мислат дека ја стварно сум така способен, нека ми дадат документи црно на бело, дека нема да направим некои проблеми на работното место, пошто работам со другари, со машине. И сопругата на Ѓорѓевски не оди на работа. Таа мора 24 часа да се грижи за незиниот сопруг, за кого побарала помош и него од друго лице. Но Центарот за социјални работи Тетово било одбиена. Сега и двајцата се без плата. За храна, облек и лекови им помага нивниот син, кој е со ниски примања, татко на 2 деца. Поќе смо на приватно лековите ги земамо и тој да е огромни паре. А ја не можем да потражим ни работа, ни да идем, пошто морам да бидем нон-стоп со него. Мора да се пази, да се варди. Он не може ни апчиња да се напие. Заборава да пие апчиња. Не може ни до ВЦ доди. Не може до ВЦ доди, не може да се бања, морам да бидем тука, му е страв да влезе у када сам. Ако се лизнем, вика, ако паднам, можем да направим бела поголема. Случајот со Ѓорѓевски не е единствен во Македонија, каде институциите ги одбиваат болните кои на основа на лекарски потврди бараат инвалидска пензија или одредени социјални примања. Центарот за социјални работи Тетово, но и Министерството за труд и социјална политика минатата година одлучи дека на 78 годишната Евка Милошевска од Старо село, која е целосна неподвижна и со срцева мана, не иследува помош и него од друго лице. Оваа жена живее со незиниот син, сна и 2 внуки. Ниту еден од нив не е вработен. Синот е технолошки вишок, а за Евка се грижи незината сна. Состојбата се гледа дека е многу тешка, па покрај се тоа зимава и скрши и рака. И состојбата е уште покомплицирана. Се грижиме со маки, меѓутоа мајка е, па нема што прави. 24 часа мора човек да има покрај нејзи. Фактички нон-стоп се запатени покрај нејзи. Така, какви беа наодите на докторите? Наодите беа фактичката состојба каква што е, такви беа наодите, дека скршен кук, дека сега и раката. Меѓутоа, институциите не го прифаќаат тоа мислење, како оди таа работа, што оди. А жената неподвижна? Жената неподвижна. Бараме да дојде комисија на лице место, па ако не ги исполнува условите како што пишуваат во решенијата, нека го кинат. Друго, немам што да кажам. Семејството Милошевски поднеле тужба до Управниот суд за како што велат неоснованата одлука, со која Невка не се одобрува помош и него од друго лице. Очекуваат позитивен одговор. Во наде живее сопругата на Ѓорѓевски. Таа најави дека до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување повторно ќе поднесе барање за остварување на право на инвалидска пензија за незиниот сопруг, на кого постојано му се влошува здравјето. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Граѓаните во Македонија јадат безбедна храна, а производителите, трговците и угостителите се повеќе обрнуваат внимание на почитување на стандардите кога се во прашање прехранбените производи. Заклучокот се базира на резултатите на Агенцијата за храна и ветеринарство, чии инспекцијски служби минатата година извршиле 42.000 контроли
во кои се земени 13.600 мостри храна. Дополнително од угостителски објекти и јавни кујни биле земени над 20.000 мостри. Од сите направени анализи на мострите, процентот на лоши резултати е многу мал, изјави заменик директорот на агенцијата Абдулезал Догани при својата неодамнешна посета на Гостивар. Начално можеме да кажеме дека храната која што конзумира во Република Македонија е сосема безбедна, имајќи во предвид дека секоја храна се испитува на 4-5 параметри различни, да речеме во однос на хигиената или во однос на безбедноста на храната, може да кажеме дека ние годишно некаде околу 100.000 лабораториски испитувања правиме на храната и ако гледаме колку сме имале лоши резултати во целата процентуално испаѓа дека е сосема безбедна и веќе нашите оператори со храна, нашите трговци со храна, секаде каде што се готви храна, веќе се посвесни и стануваат од ден на ден посвесни во однос на кои стандарди и услови треба да применуваат. Според податоците од Агенцијата за храна и ветеринарство, лани биле конфискувани и уништени 16.200 килограми храна од животинско и 115.000 килограми небезбедна храна од неживотинско потекло. Се работело за храна со изминат рок, несоодветна декларација, хигиенска неисправност и слично. Во средните училишта во Тетово во новата учебна 2016-2017 година ќе можат да се запишат 3738 завршени основци. Според објавениот конкурс на Министерството за образование и наука во Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, во прва година има слободни места за 510 ученици во 15 паралелки, од кои 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 408 ученици во 12 паралелки со настава на албански јазик. Во средното општинско училиште втора гимназија 7 март слободни места ќе има за 408 ученици во 12 паралелки во наставата на албански јазик. За упис во гимназиско образование кандидатите треба да имаат минимум 60 поени. 680 ученици во 20 паралелки во прва година може да се запишат во медицинското училиште Никола Штейн. 204 ученици ќе следат настава на македонски јазик во 6 паралелки, 442 ученици во наставата на албански јазик во 13 паралелки и 34 ученици ќе следат настава на турски јазик во една паралелка. Учениците кои годинава го завршуваат основното образование во ова училиште може да одберат една од следниве струки: медицинска сестра, забен техничар, медицински лаборантски техничар, фармацевски лаборантски техничар, физиотерапевски техничар и козметички техничар. За упис во ова училиште кандидатите треба да имаат минимум 45 поени за козметички техничар и минимум 70 поени за здравствените струки. Во економското училиште 8 септември во Тетово пак може да се запишат 442 завршени основци во 13 паралелки, од кои 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик. Според наставните планови и програми за економски и правен техничар, за што се потребни 60 минимум поени. Идни средношколци можат да се запишат и во паралелките од сообраќајната струка, машинската струка, земјоделско-ветеринарната, угостителско-туристичката, електротехничката, градежно-геодетска и шумарско-дрвопреработувачката струка во земјоделското училиште Моша Пјаде. Таму има слободни места за 1122 ученика во 33 паралелки, од кои 442 ученика во 13 паралелки на македонски наставен јазик и 680 ученици во 20 паралелки со настава на албански јазик. Во текстилното училиште Ѓојсе Стојчевски Амбарче во прва година ќе се запишат 340 ученици, 34 од нив ќе следат настава во една паралелка на македонски јазик и 306 ученици во 9 паралелки на албански јазик, според наставните планови и програми за уметничко образование, хемиско-технолошка струка и текстилно-кожарска струка. Во прва година во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец има слободни места за 68 ученици во 2 паралелки во наставата на македонски јазик и исто толку во наставата на албански јазик. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши од 28 и 29 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни. Второто пријавување од јунскиот уписен
предвиден рок и запишувањето на учениците ќе се врши на 4 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе се врши на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август. Просечно топла и влажна пролет и релативно потопло лето. Вакви се прогнозите за наредниот период според анализата на експертите при управата за хидрометеоролошки работи. Според анализата, почетокот на април носи повеќе сонце и потопло време со помалку облаци и ветар. Овој тренд на постепено зголемување на температурите на воздухот ќе продолжи во текот на целиот месец, но и понатаму ќе има периоди со променливи временски услови, вообичаени за април. Снежната покривка во западните планински области во Македонија и температурните контрасти не исклучуваат можноста за повремени локални влијанија на времето со појава на облаци, ветер и врнежи. Затоплувањето во почетокот на овој месец во комбинација со топењето на снегот и евентуалните врнежи можат да предизвикаат и локални изливања на реките во Западна Македонија. Од крајот на април кон мај ќе продолжи трендот на пораст на дневните температури, тоест комбинација на сонце со можна попладневна атмосферска нестабилност и влажни процеси во атмосферата, посебно во текот на мај. Како што се наведува во анализата за месец јуни, почетокот на летото ќе биде со повисоки температури од просечните и врнежи во рамки на просекот. Вистинско летно време не очекува во јули. Според синоптичарите тој ќе биде потопол и малку посув, а не се исклучува ниту појава на топли бранови. Прогнозата за август е топло време со просечна влажност, а не се исклучуваат ниту повремени локални дестабилизирања на атмосферата со развој на грмотевични облаци. Септември ќе го обележат просечни температури за овој месец со сонце и топло време преку денот и релативно свежи утра и ноќи. Во однос на режимот на температурите се очекува позитивно отстапување во интервал од 1 до 2 степени во месеците април и мај, а се предвидуваат повисоки температури во однос на климатскиот просек за 2 до 3 степени во текот на летото во месеците јуни и јули. Август ќе биде топол, но со поблаго позитивно отстапување на температурите, додека септември во рамки на просекот. Во поглед на аномалијата на врнежите изразена во проценти, овде има поголема варијабилност, така што во пролетните месеци, посебно во источните области на земјата, постојат изгледи за позитивна аномалија на врнежите изразена во проценти од 0 до 25%. Слична ситуација се очекува и во месеците јуни и јули, но веќе во наредните месеци август и септември се предвидува негативно процентуално отстапување на месечната сума на врнежи во однос на климатскиот просек. Управата за хидрометеоролошки работи од минатата година воведе сезонски изгледи за времето, како новина во својата оперативна пракса. Поради брановата природа на атмосферските процеси и нивната нелинеарност, сезонските информации за времето представуваат само изгледи, тоест своевидна проекција за можниот развој на времето. Затоа истите би требало да се сваќаат со помала доверливост, како можна временска рамка или ориентациона информација за одликите на времето во престојната сезона пролет-лето 2016 година, се вели во анализата на управата за хидрометеоролошки работи. Министерот за финансии Зоран Ставревски најдобро знае дека буџетот е во колапс. Владата се задолжува затоа што не може да ги подмири редовните буџетски расходи, вели поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ова темпо и досегашното темпо е загрижувачко. Меѓутоа, сакам на почетокот да кажувам дека ние немаме ни приближна представа за состојбата во финансиите, јавните финансии во Македонија. Само сакам да потенцирам уште на почетокот дека една од забелешките во извештаите на Европската комисија, која постојано се повторувала последниве години, е отсуството на било каква транспарентност финансиска. И второ, токму тоа и во извештаите се спомнува дека и лошото менаџирање со јавните финансии. Значи, тоа не е само мислење на луѓе, експерти и граѓани на Македонија, со што сме овде сведоци и го повторуваме, туку и се повторува и таа оценка дека управувањето со јавните финансии
постојано се влошува во Македонија. За да дојдеме на крај во ситуација, таквите констатации да се потврдат од зборовите на самиот министер за финансии и заменик на премиерот, што го слушавме, дека само лудаци го прават ова што го правиме ние. Ова е фактичка состојка која сега кулминира, отсуство на извори странски, не може понатаму Светска банка со интервенции што се фали министерот за финансии, дека благодарите на неговите врски лични таму успевал да влијае и Светска банка да одобрува и да дава гаранции. Нема каде ни престои нареден период кога ќе избијат сите барања на буџетските корисници и на приватните компании, нарошто градежните, преку кои се испрани огромни суми пари наменети за реализација на проектот Скопје 2014. И ова што се случува, токму тоа се случува, и натаму ќе мора да се случува, доколку не се случуваат некои потешки, драматични проблеми во земјата. Дали буџетот е пред финансиски колапс, како што тврди опозицијата? Дека буџетот е во колапс, тоа го знае најдобро овај Зоран Ставревски, и тој тоа го потврдил. Дека немаме леп да јадеме, а купуваме чоколади. Околу тоа, кога вика немаме леп да јадеме, а од друга страна се фали дека Македонија е средно задолжена земја. Едно е да должи некој богат човек, а има способност да ги враќа долговите и го користи за создавање на добивка. Друго, еден човек или фамилија која нема леп да јаде, а стасале огромни долгови према странство и према домашните банки. Тоа не е се исто, нити слично. Ова е драматично, независно што процентот, стапката на задолженост не ни била на 60, не ни била 70, него сега веќе викат околу 50. Владата вика уште помалу, меѓутоа ситуацијата немаш од кај да ги враќаш парите, jer долговите си ги користел за намени кои не создаваат општествен бруто продукт, за да може да се вратат од земените пари. Јапонија има 200%, се споредуваат со Германија, со Италија, кои имат сила да ги вратат долговите. По Македонија ова е проблемот. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини ќе можете да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движеше од 5 до 10 степени, а дневната од 19 до 24 степени. Според метеоролозите, утре не очекува претежно сончево време и топло. Утринската температура ќе се движи од 4 до 9 степени, а дневната од 22 до 27 степени.